Во ова издание, по извештајот на Мулер, Конгресот ќе истражува дали имало обструкција на правда или не. Помеѓу 3000 и 5000 роми во Северна Македонија и натаму без лични документи, што презема Министерството за труд и социјална политика. Балканско шоу со тесто, среде Вашингтон. Повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Извештајот на специјалниот советник Роберт Мулер откри дека нема докази за соработка на кампањата на председателот Доналд Трамп и Русија, но не заклучи дали председателот ја попречил правдата или не. Еве какви се реакциите денес. Демократите најавија дека ќе ги искористат новите откритија од ревидираниот извештај за натамошна истрага во Конгресот. По вчерашното објавување на извештајот на Мулер, председателот Трамп повтори дека немало, нема и никогаш нема да има соработка и обструкција. Сепак, извештајот покажува различна слика за прашањето за попречување на правдата, укажувајќи на бројни примери кога председателот се обидел да влијае врз истрагата. Но главниот правобранител Вилијам Бар одлучи дека нема докази за обструкција и не побара на тамошна легална постапка. Независно дали некои активности биле обструирачки, преовладуваат доказите за некорумптивни мотиви, односно председателот немал намера да ја попречи истрагата, заклучи Бар. А од другите вести, делегација на УНЕСКО се среќава со францускиот председател Емануел Макрон. Главна тема на разговорот е реконструкција на катедралата Нотр-Дам. Катедралата во 1991 година влезе под заштита на УНЕСКО како објект што е дел од светското културно наследство. Макрон деновиве рече дека би сакал реконструкцијата на објектот да биде завршена до 2024 година, кога во Франција ќе се одржат летните Олимписки игри. Граѓанските организации бараат државата итно да преземе мерки да се реши проблемот со ромите кои немаат лични документи. Според невладиниот сектор, оваа бројка се движи од 3000 до 5000 лица. Мики Трајковски известува. Многу граѓани од ромска националност во земјава и понатаму се без лични документи, поради што се надвори од образовниот процес. Иако нема точни податоци според невладиниот сектор, таа бројка се движи помеѓу 3000 и 5000. Меѓу нив и сопругот на 19-годишната Селма Мемишовска, кој живеат во ромската населба во Струга. Како бегалец за време на војната во Косово, тој се преселува овде, но не може да ја добие битката со институциите. То немат ни лична карта, ни извод, ништо, значи ништо немат. Не може ни на социјално, ни на болница овде, све приватно сме. Па освен маш ми, сестра му, брат му, другиот брат, четворица немаат документи. Тетка му немат. Значи на 6 лена немаат. Селма, како и многу други роми, живеат во лоши економски, социјални услови, а многу од нив преживуваат питачики по улиците. Од граѓанскиот сектор велат дека со нивно документирање и заведување во системот може да се влијае врз намалување и на оваа појава. Че родителите прво немале документи, новите членови од фамилијата исто така немале право на да извадат документи. Втора причина се исто така голем број од луѓето, пример избеглици биле од косовската криза, да кажеме. Повеќе кратни се, значи, се последиците од немање на документи. Сите сервиси кои што јавни и државни институции ги даваат, овие луѓе, значи, со години, значи, не биле корисници на тие услуги. Институциите викаат дека ќе помогнат, ама проблемот се уште стои тука. Бројот е многу голем. Без лични идентификации, што немаат, например, никаков документ за себе си, како да не постојат, како да се духови во Македонија. Од Министерството за труд и социјална политика вела дека веќе се работело на решавање на овој проблем. Бил објавен јавен повик со што сите лица кои се без документи можеле да пополнат прашалник со нивни податоци. Се формираа мешовити мобилни тимови кои директно на терен ги идентификуваа овие лица и за нив се пополнуваше прашалник. На терен се идентификува околу 700 лица нерегистрирани во матичната книга на родени. Овие лица се запишани во посебен електронски регистар. За да се возможи пристап на овие лица до правото на здравство, образование, вработување и социјална заштита, од тек била подготовка и на законско решение. Во Северна Македонија според невладините живеат околу 120.000 роми.
Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Пекарот Дејан Живановиќ приредува шоу со тесто среде Вашингтон. А што се подготвува од него од прилогот на Тоше Огњанов? Пред љубопитните менувачи тој изведува движења што наликуваат на танц со тесто. Така 31 годишниот пекар Дејан Живановиќ ги привлекува луѓето на популарните маркети на отворено во Вашингтон. Му требале 5 години да ги усоврши движењата, за конечно да почне на жителите во главниот град на САД да им приредува мало шоу. Во Америка морате да размислувате на начин што е малку поразличен од нашиот. Мене ми беше чест да излезам на улица и да покажам како го растегнуваме тестото. Но главната цел на Дејан не е да покажува акробации со тесто. Тоа му е начин да го продаде тоа што го прави, познатиот специјалитет од Балканот – бурек. Во САД е веќе 10 години. Работел за други кога се охрабрил да поиде во потрага по сопствениот американски сон. Изборот паднал на пекарница на која е дал име Јувка. Тео се нешто да отворим, како што сум поменуо, Сакав да имам нешто свое. Нема видено дека некој претходно донел печива во кои ние толку уживавме во нашите краишта. Работев напорно дома додека го добив вкусот и изгледот што го сакам. Така почна целата приказна. Со неговата монтажна тезга може да се види низ маркетите во градот. За една година работа успел да добие голем број следбеници и постојани муштерии. Многу е вкусен. Веќе неколку пати го имаме пробано на другите маркети, а еднаш нарачавме и за домашна забава. Одлична е храната, сите вкусови што се нудат се добри. Дејан лесно се прилагодил на потребите на американските купувачи. Покрај популарниот бурек со месо, на купувачите им нуди и вегетаријански комбинации. Од јаболко и цимет му е една од најпопуларните. Избрав вегетаријански бурек. Одлично е што имаат, бидејќи јас сум вегетаријанка. Овој пекар се радува на секој нов купувач, а особено кога луѓето се отворени да пробаат нешто за нив непознато. Сепак, најстрога публика му се муштериите од Балканот. Реко бих да се они наше највеќе. Тие се нашите најголеми судии. Некој што пораснал со овој производ може да каже дали е добар или не. Нивното мислење е секогаш добре дојдено. Од маркетот во кинескиот кварт во Вашингтон, Дејан утре заминува на друго место. И таму ќе ги покаже своите акробатски и кулинарски вештини. А какви критики досега доби новиот хорор блокбастер Ние? Пенелопе Пулус осврт. Ние е нов хорор филм кој го истражува чудовиштето кое демне во нас во облик на зол двојник. Режисерот Джордан Пил ја истражува идејата за сенката. Се појавува во многу култури и митологии. Тоа е чувство дека имаме мрачна страна што не потиснува или ја потиснуваме, бидејќи се плашиме од нејзиното значење. Во неа се нашите гревови и нашето зло. Пил вели дека го користи хоророт да ги прикаже расните односи с големувањето на социјекономскиот јаз во Америка. Неговиот претходен хорор филм излези беше за бели луѓе кои продолжуваат да живеат трансплантирајќи ги своите мозоци во телата на млади афроамериканци. Новиот филм Ние ја прикажува през сметката на привилегираните американци со обесправениот дел од нив самите. Наградувана актерка Лупита Ньонг ја игра улогата на Аделаида Вилсон, мајка и сопруга од средната класа и незиното вознемирено битие кое доаѓа по неа. Најчесто чудовиштата ги бараме надвор од нас, надвор од домот. Во оваа приказна, чудовиштето е во нас. Експертот за хорор филмови Ендрю Сахил вели дека со Джордан Пил започнува ера на црни хорор филмови. Мислам дека сега сме во еден возбудлив период за хорор филмовите. Малцинствата во минатото беа речиси исклучени. Сега, вели тој, тие се главни ликови. Сахил вели дека концептот на внатрешни чудовишта е стар колку и Джекил и Хајд или Франкенштајн. Кога го прикажувам Носферату, јас ја прикажувам сликата на тој вампир против ликовите на еврејскиот народ во текот на овој период. Кинг Конг е метафора за трговијата со робови. Филмот Инвазија, зависно од тоа со кого зборувате, е за комунизмот или конзумеризмот. Тоа е интересно со хорор филмовите. Тие прикажуваат натрешната вознемиреност на луѓето. Хорор филмовите на Джордан Пил ги откриваат истите тие грижи, но низ афроамериканска перспектива. Следната емисија е во понеделник. До тогаш, до гледање.